Нови инвестиции во здравствениот дом во Прилеп. Според управата на оваа здравствена установа, не престанувал континуитетот на инвестирање во подобрувањето на условите, како на вработените тука, така и на квалитетот на услугите кои што се нудат на пациентите. Моментално се реновирало детското одделение. Во таа насока и моменталното реновирање на школското одделение, односно одделението за превентивна здравствена заштита на деца од 6 до 18 годишна возраст. Во моментот го реновираме во тој дел, ја променуваме водоводната и одводната мрежа, исто така ќе се променува електричната инсталација, ќе се менуваат подните подлоги и целосно реновирање на ѕидовите со нивно молирисување. Во тек е тендерската постапка за избор на најповолен понудувач за мебел, кој што ќе биде внесен во ова одделение. Тука не застануваме, продолжуваме и со други активности и со други проекти кои што ќе бидат во насока на подобрување на условите и услугите кои што ги нудиме за нашите пациенти. Оваа инвестиција била обезбедена од сопствени извори и чинела 1 милион денари. Исто така се инвестирало и во нови современи апарати во биохимиската лабораторија. Во нашиот оддел, во нашата служба се добиваат се понови и пософистицирани апарати, така да во март 2016 година преку Министерството за здравство го добивме биохимискиот апарат од америчко производство на Beckman Coulter тип AU480. Значењето за пациентите значи дека тој апарат моментално во еден сат изработува 400 биохемиски анализи и 400 електролитен статус во еден сат, така да можно е 800 анализи во еден сат. Апаратот е најсофистициран, сите можни анализи и од основниот пакет ЛУ1 и ЛУ2 може да ги работи и посебно можам да нагласам дека од месец март покрај сите анализи што ги работиме постоечките, но воведена ни е и новата анализа ЦРП, која што досега ја работевме само квалитативно, сега на новиот апарат С-реактивниот протеин го работиме и квантитативно, односно со бројка. Исто така од здравствениот дом во Прилеп истакнаа дека како новина преку Фондот за здравство некои пакети од типот ЛУ2 ги префрлиле во типот ЛУ1, така што сега трите основни анализи во основниот пакет: толеранс тест, тромесечен шеќер и испитување на тироидната жлезда. За сите овие испитувања пациентот плаќал само 20% од вредноста на испитувањата.